До крајот на овој месец завршува одлуката за кризна состојба во Македонија, а за сега нема никакви најави од новата влада за нејзино продолжување. Околу 40 бегалци се уште сместени во прифатните центри во Гевгелија и Табановце, но има и во Визбегово и не се знае до кога ќе бидат во земјава. Сигнали од можен нов бран бегалци денеска од Будимпешта на Салцбуршкиот форум испрати и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој потенцира за можна злоупотреба на миграцијските рути и инфилтрирање на екстремисти, а од тука и потребата за безбедносни проверки на мигрантите долж западно-балканската рута. Во секој момент е можно да проработи миграционата западно-балканска рута и од моја страна е побареност да Македонија има помошта и поддршката да се справува со овој проблем, бидејќи самостојно ние нема да можеме тоа да го решаваме, туку во координирана акција на земите од западно-балканскиот регион, од западно-балканската рута и на државите членки на Европската Унија. Пред еден месец, шефовите на дипломатиите од Западен Балкан има средба на која се прецизира јасни и концизни насоки како да делува по однос на веќе видно зголемениот број на илегални мигранти кои пристигнуваат секојдневно на грчка територија, а нивниот број веќе надминува над 10.000. Покрај големиот број хуманитарни организации од земја кои не дозволија хуманитарна катастрофа, беа присутни и членовите на Светската организација УНХЦР, кои беа распределени долж јужната и северната граница. Податоците со кои тие располагаат се дека неделно во земјава илегално влегуваат околу 150 лица, за кои македонските власти мора да изнајдат начин како да ги регистрираат, а не веднаш да ги враќаат назад во Грција. Првиот човек на УНХЦР во земјава, Мухамед Ариф, се надева дека нема да се повтори сликата од 2015 и 2016, но сепак смета дека македонските власти мора да бидат будни и подготвени за можниот нов бегалски бран. Навистина е тешко да се предвиди дали ќе има нов бран бегалци, но најважно од се македонските власти да бидат подготвени во случај сликата да се повтори летово. Ако се остварат предвидувањата, ние веќе имаме искуство и сме подготвени заедно со македонските власти, полицијата и армијата на Република Македонија да успешно се справиме со сите проблеми кои ги носи новиот бран бегалци. Сепак останува неодговорено прашањето, ќе се остварат ли стравовите на светските лидери од можен нов бран бегалци, а стравовите можеби им се реални од фактот што Европската Унија не остана доследна по договорот со Турција за нејзина визна либерализација, зашто за возврат Унијата бараше Турција да не ја отвори портата на нејзините граници, каде чекаат околу 5 милиони бегалци. Денес светот го одбележува Светскиот ден на бегалците.